И време за уште еден разговор за кој што сум потполно сигурна дека и тоа како ќе го поттикне вашето внимание, бидејќи во студиото заедно со нашата Слободанка имаме една прекрасна и многу успешна дама која што сум сигурна дека ќе ве натера и вие да се вклучите активно во некои сфери во кои досега можеби никогаш не сте размислувале. Доцент доктор Викторија Трајков, заменик министер за европски прашања, наша втора и последна гостинка. Добро утро за вас. Добро утро, благодарам на поканата. Драго ми е што позади нас е времето кога жените лидери беа чудно расфаќани во ова наше општество, така нели? Така е. И така треба да продолжи. И сега, да, утринскиот разговор ќе ни биде насочен токму за тоа. Повелете. Да, како можеме да се снајдеме и во професионалниот живот, меѓутоа и како мајка, и како жена. Прво, добро утро и добре не дојде. И секогаш ми е драго исто кога си дел од нашата утринска програма. И на самиот почеток од утрото имавме позитивен гостин со убава музика и сега завршуваме на таков начин. Имаме прекрасна дама со преубава енергија. Добре не дојде, Викторија. Благодарам многу на поканата. Секогаш ми е задоволство да разговарам со вас. Навистина едно така убав почеток на денот. Така. Како го започнуваме, еве кога веќе го споменавме, денот е си позната и по онаа фраза која што вели сакајте се себе си, меѓутоа инвестирајте и во својот личен и професионален развој и како жена, нели? Меѓутоа, еве, како почнува денот за тебе? Секој ден некако почна да ми е различен, посебно од кога нели ја вршам функцијата заменик министерка за европски прашања, меѓутоа генерално ритуалите се тие, ако е школска година со спремање на моите две деца да заминат во школа, еве сега летово, пошто нели сите сме некако да кажам по лабави во секојдневието, генерално на сабајле гледам да еве еден сат да си посветам на самата себе, да вежбам, да имам некоја физичка активност и после тоа некако денот почнува, се пушта машината и не се знае кога ќе заврши во влегуваме во неа и со своите обврски кои што и секојдневно нели денот ги носи, меѓутоа сме на една позиција која навистина бара многу внимание, многу труд, но и многу љубов. Затоа што сепак кога ќе споменеме Европа, ние сите стремиме да одиме натака, нели, а ти си заменик министер токму за европски прашања. Кога ќе кажеме европски прашања, што поточно еве значи твојата функција и што е она што ти конкретно го работиш? Да, тоа е едно ново министерство кое што нели со доаѓањето на новата влада од секретаријат за европски прашања преминува во Министерство за европски прашања. Ние во суштина имаме координативна улога генерално за координирање на процесите поврзани со нашето членство во Европската унија, што значи дека сите институции кои што се задолжени да сработат одредени реформи кои што се дел еве од таа позната фамозна реформска агенда во периодот од 2024 до 2027, ние некако прво ги координираме. Тоа ни е нашата примарна цел, затоа што сметаме дека ако си ја завршиме домашната работа дома, правејќи реформи и менувајќи одредени работи, тогаш може да одиме напред и некако таа фамозна Европа да не препознае. Од друга страна имаме доста проекти кои што ги работиме на национално ниво, вклучувајќи ги и донаторските проекти, координативна улога исто така и со таа донаторска помош, каде треба да се помогне, во кои области во државата. Разни донатори доаѓаат и од различни земји, нели, се нудат што и како треба да се вклучат во секојдневните процеси во државата, така што имаме една така навистина клучна улога во формирањето на секојдневието, да речам, на Македонија, баш со една единствена цел оваа држава да стане дел од големото европско семејство. Јас лично уживам во сето ова, затоа што претходно пак бев и дел од Министерството за надворешни работи како кариерен дипломат. Тоа е веќе поврзано, да. Што значи дека не ми е ништо ново во поглед на работата, меѓутоа сега некако фокусот е малце повеќе кон Европа. Кон Европа, стремиме кон Европа. Ајде, ќе зборуваме ние повторно за и овој професионален, се разбира, твој развој понатаму како заменик министер за европски прашања, меѓутоа мора да прашам затоа што еве како дама, како жена, како мајка, како се наоѓа време за се? Со оглед на тоа дека морам да истакнам, ми сме познати по стилот на облекување, по стилот на однесување, како што кажав исто со оваа убава и позитивна енергија која што ја внесуваш, а таква треба, со таква треба и да влеземе во
Европа. Како сето тоа се постигнува? Еве како совет за сите жени. Понекогаш оние кои што се со помалку обврски, па некако се бунат, не можам или слично. Ајде малку да се посоветуваме од таа страна. Јас сум жена и односно дете растено во фамилија каде што цел живот моите биле приватници, односно работат во приватниот сектор и некако работата по дефолт ни доаѓа дека кога стануваш, почнува машината и се враќаш кога ќе завршиш врските. Повторно се навраќаме од домашното воспитување. Да, баш така. Во поглед на однесувањето, навистина сум благодарна што имав прилика да растам во една таква средина со баба ми, кој што има клучна улога во мојот живот. Беше она една од првите логопеди во Битола. И некако, ете така ме научи на едни такви основни правила на однесување. Секако мајка ми има апсолутно и татко ми клучна улога исто така во моето воспитување, но она кое што го научив генерално за однесувањето и да речам надвори и дома е од таа една типична битолчанка која што беше баба ми. Така што сето тоа некако почнува од таму и во стилот на облекување на се. Знаете, ние битолчанки се познати по тоа, да. Сега нели со Сузе разговаравме, ние сме така познати по тоа, специфични, но сепак мислам дека домашното воспитување и она што го носиш внатре од себе е клучот за како изгледаш пред јавност, без разлика дали тоа ќе бидат 20 луѓе, 200 луѓе народ пред тебе. Така што мислам дека суштината и енергијата ја носиш од самиот себе. Пробувам да работам доста на себе, особено во делот на однесувањето према останатите, бидејќи светот некако стана суров, сите однесувањето го прилагодуваат врз основа на потреби, а не врз основа на нормалност, така што пробувам и така ги воспитувам моите деца да вреднуваат многу работи и успеваме ли во тоа со оглед на тоа дека еве зборувавме и за тоа имаме дечиња на слична годишна возраст, меѓутоа самото време и темпото на живење наметнува некои нови стандарди на живење кај младите или нов стил на облекување што можеби нас ни е чуден како што можеби ние кога сме имале некој свој стил бил чуден на некој други, така тоа си се врти во круг. Чудни ми се некои однесувања, веројатно тоа го носи новото време, ајде ако може така да се каже. Но се справуваме успешно. Па се трудиме да се справувам со тоа, иако се уште некако тој, ајде да кажам, демохристијански дух во кој што сум јас воспитана, пробувам и моите деца да бидат така. Авторитет сум за децата, што некако си го доживувам како сопствен успех, затоа што сметам дека сепак мајката ја игра клучната улога и односно таа кој што го држи семејството. Така што некако во таа траекторија ги воспитувам и децата, иако нормално тоа се деца кои што нели забегуваат некогаш од доската, без замерување, навистина е се треба некако баба ми викаше секоја фаза треба да се доживее и надживее, така што се нервирам многу пати, многу е нормално како тоа да се случува. Мајка, така, да. Како и секоја мајка, тоа кажував и пред да го започнеме разговорот, пробувам и секоја сабајле на соседите до мене да им се извинам за тоа што го слушнале преку денот, но добро, тоа е секој дневник кој што треба да се живее. И тоа е едно нормално. И секоја жена го сваќа тоа, така што пробувам да бидам како и секоја жена која што нели живее и делува на ова подрачје. Натаму го насочуваме разговорот затоа што во ова време во кое што живееме динамично, знаеме сите како ние, и со агенди, поготово кај вас, колку во текот на денот сигурно веќе си ја имате агендата, можеби за цела недела, предпоставувам дека е така. Но убаво е кога еве низ утринските часови може да ви искористиме, така да се изразам, токму и за тоа да видиме како една жена мајка која што ја работи и е на ваква функција, се снаоѓа и со домашни обврски, се снаоѓа да изгледа убаво секаде каде што ќе се појави, за воспитувањето на децата, колку е важно во ова време нели да го задржиме барем оној дух кој ние сме го носеле од нашите мајки и татковци, па да го пренесеме на денешните наши дечиња, оноку колку што знаеме и умееме, но секој нека си оди по својот пат со ум, како што се велела. Ајде сега малку да и за професионалните обврски. Како започнува денот и
како го доживуваме сето тоа кое што денот го носи. Така е. Пробувам да бидам дисциплинирана во тој дел, да ми почне денот баш така многу порано на сабајле, затоа што сметам дека некако најпродуктивна сум во тој дел, во првиот дел од денот. Апсолутно се согласувам и со луѓе кои што нели имаат потреба малку повеќе да поспијат на сабајле па да додат малку покасно на работа. Сепак е тоа темпо кој што самиот организам си го прави. Не знам, јас сум некако војнички така и воспитана да мора да ги завршам работите. Околу 8 часот некаде се појавам на работа. Секоја сабајле имам утринско кафе со мојот кабинет, што мислам дека ми е некако полка од претходниот кабинет кој што бев дел од еден кабинет на министер за надворешни работи во претходната влада на ВМРО ДПМН. Некако така се ствара таа блискост и тој brain drain, односно нели расфрлање на идеи кои што го правиме. Многу е важна енергијата на работа. Да, кои што го правиме треба така да го започнеме, затоа што сметам дека отворениот пристап е апсолутно клуч за успехот во секој тим. Знам дека во тимовите имаме и различни луѓе кои што имаат различна потреба да се искажат секоја сабајле. Кога бев во Америка на студија, односно кога го завршував мојот докторат, еден професор викаше секогаш во тимот треба да имаш еден оптимист и еден песимист. Еден што ќе ти каже ајде готово правим, и еден што ќе рече не може уште недокажано. Да, интересно. Така што ете така. Да, така што ете тој баланс го постигнувам некако на сабајле со таа една позитивна енергија која што сакам меѓу нас да владее. Не сум човек кој што апсолутно стрикно треба да наметне авторитет. Сметам дека авторитетот се заслужува, не се наметнува. Така што мислам дека во тоа темпо работи мојот кабинет. Апсолутно имаме и грешки, и супер сме и така натаму. Кој работи и греши. Така, но сето тоа е дел од така една атмосфера која што ја сме си, една динамика која што сме си ја наметнале. Имам шеф на кабинет кој што исто битолчанец, кој што го знам многу години и некако соработката е поинаква. Соработката е малку поинаква, но мислам дека клучот на успехот е тој отворен пристап кој што го имаме меѓу себе. Многу е важно да сме сите на исто рамниште, без разлика кој покажување авторитети. Апсолутно, без разлика кој каква функција во моментот извршува, на крајот на денот сите ние кои што сме таму некаде работиме за оваа држава да стане подобро место за живење. Многу убаво кажано. Сега дали ќе станеме подобро место за живење според она што и лично си го доживуваш, нели пак ќе се навратам на она што секогаш го кажуваш и си го имаш како твоја мисла, сакајте се себе си, меѓутоа исто така за личниот свој развој, но и за професионалниот. Кога сме кај професионалниот развој, дали ние и како жени можеме да се знам сега ова прашање ќе биде можеби малку чудно под наводници, меѓутоа можеме рамо до рамо да бидеме со европјанките вака така, јас многу верувам во оваа идеја дека навистина може да придонесеме затоа што капацитетот кој што го имаат овие луѓе кои што ја водат владата во моментот, навистина ги познавам и лично и сум соработувала со нив и знам дека многу може да постигнеме. Секако не очекувам дека тоа ќе биде преку ноќ затоа што нели процесите не е возможно преку ноќ. Така, процесите се случувале долго време, исто така за да се направат одредени процеси треба време, но сметам дека планот и визијата кој што го имаме сите ние, водени од премиерот, навистина може да постигнеме многу. Затоа и влегов и јас во оваа приказна и сите мои колеги кои што се дел од владиниот кабинет. Мислам дека со многу работа како што покажавме оваа година, навистина и наредните години од мандатот можеме да ги сработиме. Следуваат локални избори кои што навистина се нуди, ќе се понуди една програма која што е директно од потребите, направена од потребите на граѓаните, што значи дека нашиот искрен пристап кон работите навистина ќе донесе еден успех заеднички да може да успееме, затоа што ова не е само лична борба моја или на моите колеги, тоа е лична борба на секој еден македонец кој што живее во државата, затоа што тука ние треба нешто да оставиме и да живеат нашите деца. Сега она кога станува збор за жени лидерки, се радувам што во низ Европа и Европа веќе ја водат жени и некако се осеќа таа енергија дека навистина жените можат да направат нешто повеќе за разлика од перцепцијата која што ја имале од претходно. Поготово и ние македонките, поточно.
Конечно, Апсолутно, и Викторија. Поготово ние македонките. Така. Јас сум скромна во тој пристап, но многу јако се борам за женските права и за тоа што жените и својот капацитет можат да го стават во функција на позитивно искористување за капацитетите и за она кое што навистина представува иднина. Знам дека секоја жена може да придонесе, доволно е само да се појави, мислам дека тоа е некако клучот, одно 50% да успееме, но она што и низ историски гледано, ако сакаш некоја работа да биде завршена, да е на жена, и навистина тоа се покажува и мислам дека ќе дојде време, можеби по, не знам, 5-10 години, кога веќе нема да треба да се објаснуваме дека ние сме жени туку, дека еве кога седнуваме на маса, знаеме да пресече. Да, јас погледнувам со оглед на тоа дека жени кога зборуваат, многу време ќе ни треба. многу време ќе ни треба, меѓутоа еве овие барем 2 минути последните кои што забележувам ги имаме на располагање, вака да кажам. Би сакала повторно да ги фокусирам на Викторија Трајков како заменик министар за европски прашања, меѓутоа и како жена мајка. Што е она што тебе најмногу те радува во животот? Што е она што ти најмногу го сакаш и што е она што од секојдневните обврски те опушта? Така, најмногу се радувам на професионалните успеси, ако може професионално да се каже, на Григори кој што игра, мојот син кој што игра кошарка. Мало е детево, апсолутно, има 12 години, меѓутоа секој еден кош некако така лично си го доживуваме како успех. Радост. Исто така се радувам на вештините на ќерка ми Галена, која што сега ево така некој филм на програмер, на еве одина некој таков курс, па не знам, чекај сега да видиш како се прават цртаните, па ајде да видиме цртаните, како се прават така натаму. Ситниците на собствените деца многу ме радуваат, меѓутоа ме радуваат и успесите на луѓе кои што наоколу ќе ми кажат дека еве јас ова направив, јас ова успеав да го исторгам како проект и така натаму. Јас сум човек кој што се радува на тугите успеси и сметам дека тоа ми е и еден дел од позитивната карма која што ја носам во себе, затоа што сметам дека само реализиран човек може да се радува на успесите на другите луѓе. Убаво кажано. Апсолутно сум тука да помогнам си со мојот професионален успех, меѓутоа и со моето знаење на секој на кој што му е потребно во моментов. Малку чудно звучи за секојдневието, знам дека е така, но еве јас сум веројатно така воспитана и така и продолжувам без разлика каде. Одлично си воспитана, се чувствува тоа Така веднаш. е, од друга страна се опуштам. Па, ајде, ако може така да имам време за опуштање, мислам дека тоа ми се друштвото кое што секојдневно наоѓам барем по 15 минути да можам да едно кафе ако да испиеме. Ако ништо и друго и телефонски може да се слушнеме со некој што има денес, може да ни го разубави денот. Ние ќе се продолжиме со разговорот во холот на нашата телевизија, меѓутоа тука треба да се одјавиме и да завршиме со утринската програма и благодарам многу за гостувањето. Благодарам многу и само вака позитивни да ве наоѓам секој ден. Благодарам исто и ние.